Со несмален интензитет продолжуваат новите вработувања во јавното претпријатие Македонски шуми, иако вработените со години се жалат на очајните финансиски услови во кои се наоѓа предпријатието. Денеска завршува огласот за вработување на уште 28 нови лица, а додека старите вработени велат дека освен што со месеци им доцнат платите, 4 години немаат земено регрес, а ја немаат добиено ни задолжителната заштитна опрема. Посочуваат дека немаат ништо против новите вработувања, но ги револтира и гневи тоа што нововработените се распоредуваат на несоодветни работни места, главно по роднински или партиски врски. Као јавно предпријатие, владе безрадие, значи нема никаков ред, некои работници кои немаат пријатели се тераат на работните места да утовараат, да растовараат, некои работници со исти решенија, буквално седат, одмарат, никој не ги чепка, не ја заслужуваат платата, а плата земат исто како и тие што утовараат како цели ден што се на работа. Ова власт сега моментално која објавува огласи, непотребни вработувања прави. Жена вработена со новите огласи на почетокот од годинава се вработува како ракувач на градежна машина или дотурач со механизација. Таа воопшто не ја извршува работата за која е примена, а зема плата, се жала нашиот соговорник. Треба ти да објавиш оглас и да се вработи твојата черка и син, не е тоа решение за да се затвори фирмава 3000 луѓе да трпа за леп. Јас себе лично ги познавам тие луѓе. Никој не е против тие да работат. Ние сме против, не ги извршуваат работните задачи за кои се примени. Овие ги вработија као внук, син, дамо и судски нешто имаш некој спор. Нерегуларно едноставно беа вработени луѓето. И 30 луѓе работи, но 80 луѓе седиме. Не може дваха луѓе се затвориме фирмава, има луѓе што нема кај да оди, од тука јаде леп деца рани. Одговор за овие обвинувања утринава побаравме и од секторот за комуникации при јавното претпријатие Македонски шуми. Меѓутоа, до овие вести повратна информација не добивме. Инаку за вработувањата по партиски и роднински клуч во подружниците на ова државно претпријатие Алфа веќе пишуваше уште пред неколку месеци. За некои од нив се водат и судски спорови.